Советот на млади на Кавадарци направи вистинска работа во вистинско време. Организира промоција на можностите на факултетите и компаниите со цел полесен избор за натамошно школување на матурантите, кои овие денови треба да се запишат на некои од факултетите во државата. На средбата во галеријата на Домот на културата пред идните академски граѓани своите програми за школување и можности за работа и пракса ги презентира професор Кирил Барбареев од Универзитетот Гоце Делчев Штип, представникот на Финки, потоа Блашко Борисов, директор на Центарот за вработување Кавадарци, и Љупчо Сапунџиев од компанијата Инел Интернационал. Па идејата беше, освен она што го работиме во склоп на Советот на општина Кавадарци, да излеземе малку на терен, да ги анимираме младите, да направиме на видливост на Советот на млади, од една страна, но од друга страна, она што е поглавната, да ги информираме младите навреме за предуписите кои што стартуваат веќе од наредната недела. Секој универзитет има различен рок, но првите се веќе од понеделник, така да мислам дека доволно време имаат младите, барем оние што немаат доволно информации или оние кои што веќе не се одлучиле, се уште не се одлучиле каде сака да го продолжат своето високо образование, да направат вистинска одлука сега. Кои се дефицитарни занимања во општина Кавадарци? Како што реков, значи тука се инженери, електроинженери, масински инженери, градежни инженери, геодетски инженери, се што е околу технологија, мислам техничките науки. Имаме еден практичен пример кај Инел Интернационал, кадрите овде одат на пракса. Да, значи таков еден успешен пример е примерот со Универзитетот Гоце Делчев, каде што студентите имаат можност преку практични примери да дојдат до потребното знаење. Тие практични примери можат утре да ги користат и во секојдневниот нивни живот. Значи, основни работи околу телекомуникациите, поставување на мрежи, поставување на рутери и слично, кои би можеле утре и да ги користат и во основниот живот. Многу од младите се заинтересирани да видат подобро, да научат како всушност тоа функционира, како всушност функционира технологијата, како работат тие системи како Facebook, како работат телефоните и така. Универзитетите се институции на највисоките човекови вредности и нашата темелна опредба се младите луѓе. Всушност таму се разговара за вистината, за честа, за доблеста, а она кое што денес е посебно важно и на кое што би честитале како универзитет е Советот на млади кој што ги успеа да ги спои на едно место универзитетот, стопанството и сите засегнати страни, односно младите луѓе. Тоа е начинот на кој што треба да се гледа на иднината, а тоа е како да се најде заедничкиот интерес на студентите кои што денес студираат, а веќе утре да може да бидат студенти со функционално знаење, со примирливо знаење и студенти кои што ќе имаат како млади луѓе квалитетен живот.